Македонското радио одбележува 80 години постоење, а македонската телевизија 60 годишен јубилеј. Зборот, реченицата, изговорот, културата на говорот, презентирањето на информацијата беше во рацете на одделението за спикери. Јас потекнувам токму од таму и сметам дека имав прекрасни учители, прекрасни инструктори, но и прекрасни колеги и од сите учев. Бевме една група млади спикери кои што имавме од кого да научиме, значи таа група имаше од кого да научи, имаше и кому да му пренесе. Во моментов, исто добро е што споменавте 80 години Македонско радио. Па тоа речиси се поклопува со 80 годишнината од македонската азбука и правопис. Ете, гледате случајности, може би постојат, може би не постојат, јас би рекла не постојат, но тоа е така. И македонистиката е нераскинливо поврзана со македонството. А сето тоа, Македонската радиотелевизија, преку својата програма, преку своја ставува. Што се однесува на Македонската телевизија, таа сепак е помлада од радиото, нели, 60 години, меѓутоа славиме сега јубилеј. Меѓутоа, сметам дека радиото било расадник за во Македонската телевизија да дојдат квалитетни кадри. И така и било, се разбира, и било прво. Подоцна, Македонската телевизија исто така многу убаво го презентираше и македонскиот јазик и сите содржини кои што требаше да се презентираат. Битно е што тогаш имаше цел, се знаеше целта. На секоја емисија невозможно беше да не се знае која таргет група ќе гледа емисијата. Каква цел треба да се постигне. Секогаш вие како новинар знаете, кога ќе прашате некого, вие ги знаете очекуваните одговори. Значи, секогаш мора да размислувате така, да знаете што може да очекувате како одговор за подоцна да поставите следно прашање и да реагирате соодветно. Одделението за спикери ги подготвуваше идните новинари, водители и презентери за јавен настап во етерот. Однос кон камера, дишење, дикција, израз, интонација, култура на говор и пред се правилен изговор. Секако знаеме дека ние при секој наш израз, говорен или писмен, треба да ја истакнуваме нашата автентичност, односно автентичноста на македонскиот јазик. Оти македонскиот јазик мора да ја даде нашата специфика. Јазикот е најважниот елемент во дефинирањето на етничката припадност и ние мора, сакале или не, да го употребуваме правилно. Оти ако не се идентификуваме со јазикот, тогаш може и ние да се загубиме, ако забегаме. А во моментов состојбата е таква, ние веќе сме забегале од правилната употреба на македонскиот јазик. Литературно-јазичната норма не се почитува доволно, исто така и стандардизираниот јазик во говорниот јазик, зборувам, говорниот македонски јазик не е онаков каков што треба да биде. Сега, ако ме прашувате каде се грешките, јазични грешки има безброј и во пишан и во устен текст. Значи, или во усно говорење, односно зборување. Исто така се мече и говорење, и зборување, говорење, говорништво, кое што, да речеме, се одвива пред широк аудиториум, на говорница, зборување. Често пати велат, слушни ме, не за џабе ти го говорам тоа, не случајно ти го говорам. Меѓутоа, тоа треба да се каже, не случајно ти велам така, не случајно ти зборувам така. Прво и основно, секој млад новинар, водител, презентер, како и да се нарече, мора да ја совлада основата. Основата е македонскиот стандардизиран јазик. Откако ќе се научи добро македонскиот стандардизиран јазик, треба да се конкурира, а надлежните треба да ги одберат оние вистинските, кои што најдобро тоа умеат да го прават. Понатаму се почнува со надградбата, со обуката. Значи, ако ја немаме основата, тоа ќе биде на стаклени нозе и новинарството и водителството и нема да изгледа онака како што треба, како што всушност и заслужува нашава држава и нашиот македонски јазик. Специјализираната емисија за македонскиот јазик ја продолжува традицијата за едукација и за правописот на македонскиот стандарден јазик.